нашиот Борис Кекуринов утрово на Телма телевизија, пред веројатно може да ги започне своите работни активности. Борис, добро утро од секако твојата утринска екипа, твоите пријатели од утринска на Телма, утрово со тебе на фреквенција на Телма телевизија. Дали си добро? Добро утро. Добро сум, како сте? Одлично. Дали со музика го започнеш утрото, ако може да слушнеме во позадина? Не, и мене као службите секоја година ме изненади снегов. Така да сега сум под импресии како ќе стигнам на работа. Сега само безбедно се даде дека не ти е можеби многу далеку позицијата на работата или дестинацијата. Ќе се снајдам. Да, ние имаме музика во позадина од Дупер, благодарение на колегите од режија, за да може да имаме една убава подлога и на нашиот разговор, но и на она кое што е се разбира и повод за денешното утринско будење. Дупер со големи планови за 2026-та. Ајде да видиме прво како ја стартувавте оваа нова година, веројатно малку со одмор, релаксирано или во празнични денови, нешто кое што е карактеристично за сите, но со она кое го правиме исто на почетокот на годината, а тоа е планирање за сите цели кои што сакаме да ги оствариме. Да, па се одморивме, пришувавме магистарска, сега спремаме следен сингл и од февруари почнуваме со настапи. Прекрасно. Инаку, како што кажав, Борис, во моментот прилично добро бележуствев и последниот сингл, односно и последните два, ако можам да кажам, која што и со Бојана 4, тоа е уште една песна која што беше баш убава колаборација. Таа исподели за импресиите дека всушност пред можеби повеќе од 2 години се обидела да ви пише и така успеала да допре до вас и да склучите една соработка музичка овој пат, што беше и вистина убаво изненадување. Што гледаме повеќе соработки, тоа значи дека има убава колаборација помеѓу музичките артисти. Убави беа оние два датуми со кои што ја испративте минатата година во оние ексклузивни концерти во Скопје со станица 26. Веројатно тоа го забележавте и беше добра поддршка за да го закажете сега вашиот прв голем концерт во ни помалку ни повеќе специфичниот уникатен антички театар во Охрид ова лето. Да, закажавме во антички концерт за 5 август оваа година. Символична е можеби локацијата, генерално мислам дека тоа е место што многу ќе ни одговара нас. И тој период ќе има многу млади, многу постари, и мајки, и деца, што ви кажа. Така да очекуваме таму да наполниме. Сите што ќе дојдат, можам да гарантирам дека супер ќе си поминат. До тогаш имам уште неколку настапи кај што може да не видат репета. Да. Следно свириме на 14 во Кубан коктел бар на кејот на Македонија, у Скопје, и на 27 патуваме за Љубљана. Да видиме и надвор. За следниот месец февруари, така? Да, за март. 27 март. А 14 февруари е први. 14 февруари за Валентин. Тоа значи дека имаме сега некако и регионални датуми, што е вистина убав податок утрово да знаеме. Да, малце да излезат Дупер музиката и надвор од Македонија. Добро, тоа значи дека ќе биде активна година, како што кажа и пред малку Ивана. Да, со тоа што ќе потсетуваме, дали можеби е лесно достапно да се обезбедат, да речеме, позиции, да речеме, концерти да се закажат во случајот во Словенија. Каква е, да речеме, прифатеноста, дали имате можеби навика годинава такви и датуми дополнителни да закажете, не само во Македонија? А сега за сега рековме да почнеме со Љубљана. Таму има поприлично многу и македонци, ама јас очекувам да има и странци што ќе посетуваат концертот. Така да, ајде да почнеме од негде па да видиме како ќе има интерес. Имено, така е. Овај, пак ќе кажеме, голем прв концерт кој што ќе го имате за публиката во Охрид во период кога апсолутно мислам дека голем дел од нас поточно се можеби за празникот или не во тој период и таму, меѓутоа античкиот театар велат секој кој што бил на тоа место со своја публика дека има некоја посебна магија со оглед на самата историја и специфичноста на тој амфитеатар сам, да се направи еден интимен театар за Дупер во случајот и со самата публика. Да. Ќе биде убаво во секој случај. Ќе биде убаво. Добро. Концертите во станица ни дадоа некако ветар во грб, да го правиме тоа што го правиме и да го правиме повеќе, така да овие најавени концерти се надевам дека се на тој пат на успехот.
Да, и веројатно ветер во грб е и сето она кое што меѓу другото и во изминатиот период или ете и во минатата 2025 го одбележа, да кажеме, присуството на настапите на Дупер од страна на македонската публика или оние кои што ве сакаат и ја сакаат вашата музика. При тоа тука и доволно често вртењето на вашите песни на радиостаниците и верувам дека од таа перспектива сте прилично задоволни и тоа е дополнителна мотивација да не само во Македонија, туку и надвор од нашите граници некако успеете да и ја дадете вашата енергија, но и да го покажете она кое што знаете и умеете. Да. Никогаш не сме имале, да речам, проблем со слушаност или со прифатаност од медиуми. Секогаш сме имале поддршката, што е многу супер, особено за млад бенд што почнал со своји финанси од нула и така натаму. Така да за тоа сме секогаш благодарни и среќни. Нели, секој нов слушател е само плюс за нас. И преку овие настапи и многу луѓе дознаваат за нас. Ја мислев дека сите знаат не со твој тип, ама сепак имало уште луѓе што никогаш не ја слушнале и што е убаво, зашто и они за прв пат ќе можат да чујат некоја нова песна од нас, а и оние што застанале пример на времето кога сме ги извадиле првите песни, си викате, бо вие правеле добра музика. Добра музика, така да. Носите своја оригиналност и тоа се забележува и преку видеоспотовите, но и преку самите песни или нивните текстови. И во денешно време факти ќе се согласиме дека е да се биде оригинален и уникатен, нешто кое што ни е природно, е и тешко заради тоа што треба да се издвои, но и треба да се покаже. Па како успевате во тоа, ако зборуваме за нели таа одлична синхронизација на текстот со видеоспотовите, но и за самото креирање на истите, или што е најчесто инспирацијата? Не би рекол дека има еден извор на инспирација, иначе би се досадиле сами на себе. Тоа што е оригинално, мислам, во целиот процес е што внимаваме на секој детал што може да излезе во процесот и дури до точка да премислуваме и да ни досадат песните на нас. Гледаме тоа да не е класично изнајми кола или девојка нека оди по улица, туку да има некоја приказна во позадина. Тоа дали е приказната од песната или е некоја сосем друга приказна, гледаме тоа да е спакувано во една целина за да биде целосен концепт. Да не е песна испод, туку песна соспод. Да, мислам дека самите сте свесни дека со Илчо го одржувате тој убав златен стандард со кој што направивте пред години, можеби нели една убава револуција во музичкиот театар со веќе споменатиот голем хит сингл "Не сум твој тип", меѓутоа да не забораваме дека вие зад себе веќе имате и студиски албум проект, тоа е Хипер. Многумина се прашуваат дали можеби наследниот носач на звук кој што се надеваме дека скоро можеби ќе го доживее својот датум за премиера, ќе се надат други колаборации можеби покрај Бојана и 4. И убаво кажа, секој спот е на своја специфична, уникатна, можеби нели креација која што имате со во случајот и наши истакнати млади режисери кои што се обидуваат можеби со вас да се покажат и во другото светло, не само на филмската уметност, па веројатно и заради тоа е аплаузот. Веројатно и Борис, свесни сте дека голема е популарноста која што носите, што би рекла една моја другарка, Дупер секој пат ми се добри шизици. Така би го кажала таа, нели најнародски или жаргонски. И вистина вашата музика има и на многу убава урбана градска нишка која што додека возите низ можеби во Скопје или било каде, се чувствувате безбедно и убаво додека ги слушате Дупер. Фала многу на комплимент. По принцип никогаш не сме почнале ниту па живееме за некаква слава, популарност. Тоа веројатно си доаѓа со тек на време. Го правиме од љубовта кон музиката и кон дружбата. Пошто бендот е почнат од дружење и така и продолжува. Музиката е само нус појава на една добра дружба, така би рекол. Така да се што си доаѓа тоа по пат сликање, автограми и така натаму е убав момент. Мислам и ние сакаме да знаеме колку музиката може да им значи на луѓето. Мислам, и во најтешки моменти, и во најсретни моменти луѓето одбираат да слушаат песна некоја. Ако некоја наша песна се најде во тие моменти, тоа е најголем комплимент за нас. Супер, само да прашам на крај, во неколку секунди, кога е следниот сингл, може ли да кажеме датум? Датум не е, средина на февруари би рекол.
Тоа е за скоро, одлично. Да. Еве во пресрети на вашиот концерт подсетуваме на 14 февруари во Скопје, веќе во март Дупер најавуваат свој концерт во Словенија. Борис, ти благодариме за вклучувањето, бидејќи колегите од режија и ние нетрпеливи се можеби за она што споменавме, може да оди во продолжение. Ќе ви посакаме убава успешна година и се гледаме повторно за скоро во утринската. Фала многу, фала на покана и имајте убав ден. Убав ден, очигледно февруари плоден месец и она кое што го најавивме и ќе го очекуваат сите заљубени и оние кои што го слават. И Свети Трифун и Свети Валентин можнаш да уживаат во уште еден настап или заедна дружба со Дупер, она кое што и Борис ни го најави, меѓу другото и за остатокот од годината. Ајде, може во продолжение. За мене створена, за мене скроена, само да ја погледнам, нема да одолеам, а тебе да поварам, за да ја пронајдам и да ја видам дали пак ќе биде слободна. Знам да многу добро памтам, напред назад талгав, станував и паѓав, полека но сваќам, научив да сакам, тоа било тајната, било тајната. Ајде може, дај може, сега спремен сум и без